Посттравматскиот период на освестување открива непознати системски кратери кои умешно биле криени. Како граѓаните да не бидат стимулирани да прават дивоградби, кога ниту тие што издаваат дозволи немаат легализиран објект. Ова е виртуелна зграда која нема никаде. И не постои никаде, ни во агенција за катастар, никаде. Нема градска куќа Прилеп. Седиштето на општина Прилеп е на друга улица. По централен регистар не е нова улица. Градоначалниците и државата премолчувале се, ама откако работите почнаа полека да излегуваат на површина, станува јасно зошто и одредени советници биле толку тивки и кротки и безпоговорно кревале рака за се што наумил некој узурпатор на јавниот простор. Вие, драго ми е што имате градежна дозвола за тоа што сте го градели. Но дали знаете, тогаш кога ви е дадено ова одобрение за надградба на 9 кат од 41 метар квадратен цел стан, дека таму нема урбанистички план? Карпош 4, тој дел нема урбанистички план. Дали вие се прашувате како вас ви е дадено одобрение? А и во Куманово тешко се стигнува до одобрение, ама за збор. Изгледа дека тамошниот шеф има некои други идеи или можеби функции, што не може да се справи со глупата атмосфера што му ја наметнуваат во салата за состаноци, па најавува можно заминување. И ако ми обезбедите услови, би се јавил за збор. Спротивно, ќе одам да вршам по паметни работи, веќе ова личи на сено, не на уредна седница на Совет. Маките се големи исто како и кавгите. Одлуката на струмичкиот градоначалник да го смени карневалскиот одбор го предизвика опозицијскиот револт, особено женскиот. Малку непријатно, но баш тие во обвинувањата пројавуваат полови предрасуди, укажувајќи дека Костадинов има потреба од маска. Како ќе ги погледнете тие луѓе утре во лице и ќе им кажете здраво? Немавте доблест, уште еднаш ке потенцирам, немавте доблест да седнете на маса и да го решите проблемот машки. Не се знае каков е тој начин на решавање на проблемите на Волкавадарци се соочуваат со друг вид тешкоти. Со огромна доза на скромност се жалат дека се предмет на завист и дека сите им љубоморат. Имаме забелешки од многу други општини да малку смириме топката, многу напред одиме со проекти и на некој засенуваме с другите. И на крајот, апокалиптична најава за кандидатура на следните локални избори. Јас сакам само да ни СДС ни ВМРО да ме фале, само да ме фалат граѓаните и граѓаните да го осетат благодетелство. Ако ме фале СДС или ВМРО, потоп. Остануваат уште неколку месеци за да се види дали пророштвото ќе стане реалност или вообразеноста ќе биде заменета со умереност и прагматизам. Па секој повторно ќе се качи на својот брод, без оглед дали и до кога тој ќе продолжи да плови.